Демонски символи и тајната на аеродромот во Денвер. Изграден во средината на 1990-тите, меѓународниот аеродром во Денвер ја инспирираше сопствената злобна митологија. Теоретичарите на заговор укажуваат на низа докази, кои сугерираат дека аеродромот е всушност едно место од штабовите на тајните владетели на светот. Земете го огромниот обем на аеродромот. Дали навистина треба да биде двојно поголем од Менхетен? Дали ова може да биде затоа што аеродромот е всушност обичен фронт за таен подземен бункерски комплекс, подготвен да се користи како концентрационен логор за американските граѓани кога една светска влада ќе преземе контролата и власта. Потоа тука е застрашувачката уметност распространета во и околу местото. Еден од нив е и синиот конј, вистинска злобна скулптура на син конј со вжештени црвени очи. Ако пеколот имаше коњи, тие ќе изгледаа вака. За проклетство синиот мустанг или Блуцифер, како што некои го нарекуваат, го уби и сопствениот креатор, уметникот Луис Хименес, искрвари до смрт кога дел од скулптурата падна на него во неговото студио, како во сцената од Омен. И сега оваа демонска структура бдее на аеродромот во Денвер. Теоретичарите на заговор укажуваат на низа докази, кои сугерираат дека аеродромот е всушност едно од штабовите на тајните владетели на светот. И зошто има мурали внатре на аеродромот, на кои се прикажани застрашувачки војници со гас маски, заедно со слики на деца со сомнително весел изглед од целиот свет. Дебункерите тврдат дека муралите се едноставно дела на протестна уметност кои најавуваат утопичка иднина, но теоретичарите на заговор велат дека тоа е визуелната представа на престојната едносветска влада, а потоа тука е камената плоча на аеродромот изгравирана со масонски символи, заедно со зборовите Комисијата на новиот светски аеродром. Повеќе докази дека функционира новиот светски поредок. Злобни скулптури и тајни бункери, писти и мурали во облик на свастика кои укажуваат на преземање на новиот светски поредок или инвазија на вонземјани. А што е со оние гаргули кои се наоѓаат покрај местото за багаж? Теориите за заговор за меѓународниот аеродром во Денвер се зголемуваат повеќе од 2 децении, поради мешавината на храбрата јавна уметност на аеродромот, необичната архитектура, злогласните градежни проблеми. Тие претходат дури и на дебитот на аеродромот во 1995 година, но Джеси Вентура помогна да се популаризираат со епизодата од 2012 година од неговото ТВ шоу Теорија на заговор, а десетици медиуми од ABC News до Science Channel продолжуваат да ги известуваат на годишно ниво. Не дека аеродромот ги обесхрабрува шпекулациите, имаме извршен директор Ким Дей, кој навистина ги прифаќа идеите за заговор, рече Хит Монгомери, висок офицер за информации за јавноста на ДИА. Решивме пред неколку години дека наместо да се бориме со сето ова и да се обидуваме да ги убедиме сите дека навистина ништо не се случува, ајде да се забавуваме со тоа. Тајни друштва. Временска капсула испишана со символ на масон и зборовите Нова светска аеродромска комисија на меѓународниот аеродром Денвер, 20 октомври 2016 година. Теоријата. Масоните вековно тајно друштво го контролираат аеродромот уште од неговото отварање со врски со новиот светски поредок, група глобални елити кои имаат моќ над меѓународните работи. Историја. Посветена плоча на јужниот флес на аеродромот во близината на хотелот Вестин и универзитетот РТД во Колорадо од 19 март 1994 година. Содржи временска капсула и го носи символот на масоните, како и упатување на нова светска комисија за аеродроми. Околу аеродромот се забележани и чудни ознаки, кои наводно укажуваат на тајни или вонземјански јазици. Факти, додека масоните се легитимна братска и историска затворена организација со граѓански врски
Со посветеноста на аеродромот нема докази кои сугерираат дека имаат удел во тековното планирање или донесување одлуки во цивилниот објект. Антимасонските заговори кои датираат од пред повеќе од 1 век беа јасно исчистени и ажурирани пред апокалипсната треска од 2012 година. Временската капсула, која ќе биде отворена во 2094 година, содржи монети и потпишана топка за денот на отварањето од Корс Филд и патики на градоначалникот Велингтон Веб и неколку жетони за казино Блек Хавк. Меѓу другите предмети, комисијата за аеродром на Новиот свет беше именувана од Чарлс Ансбахер, застапник за уметност кој почина во 2010 година, а комисијата беше создадена само да ги оркестрира свеченостите на отварањето на Дија. Чудните ознаки се ликови на навахо јазик и референци на други аеродромски уметници. Уметнички индици за апокалипсата. 40 члена јавна уметничка колекција на аеродромот, особено низините шарени мурали, широки 28 метри, на уметникот Лео Тунгума, неговите скулптури од гаргули, Нотар Денвер, во близина на областа за земање багаж од источната и западната страна и скулптурата Мустанг, позната како голем син конј или Блуцифер. Во близина на булеварот Пења се индиции за злобно влијание на аеродромот, неизменечно заслужни како илуминатите, масоните, новиот светски поредок или нацистите. Тоа укажува на нацистички или фашистички слики во муралите на Тунгума, на ниво 5 од терминалот Джепесен. Застрашувачка и наведум случајна природа на гаргулите и на фактот дека дел од скулптурата на Мустангот од 9 метри и 76 сантиметри, која содржи блескави црвени очи, се протолкувани како упатување на 4 коњаници на апокалипсата. Подземни бункери и вонземјани. Слика на вонземјанин нацртана на зид од вработен во близина на тунелите под меѓународниот аеродром Денвер 20 октомври 2016 година. Во подземните тунели за транспорт на багаж на аеродромот се скриени тајни бункери или серија бункери, дизајнирани да ги смести милиардерите и глобалната политичка елита во случај на апокалипса. Луѓе гуштери, познати како рептилоиди, или доказ за вонземјани. Исто така се смета дека демнеат таму доле. Историјата. Изведувачите кои првично работеа на аеродромот, кој беше над буџетот и беше отворен со 16 месеци покасно од предвиденото, наводно виделе докази за влезови во бункери и необјаснети тунели. Автоматизираниот систем за багаж од повеќе милиони долари не успеа да работи како што беше дизајниран, што ги потекна сомнежите за намерата и обемот на изградбата. На зидовите се појави цртеж од вонземјанин, а на веб страниците за заговор се појавија матни снимки од луѓе гуштери. Фактите. Околу 1000 луѓе работат дневно на различни нивоа под аеродромот, пренесувајќи багаж меѓу шалтерите за билетите, авионите и местата за барање багаж во парк тунели долги 2 км и 13 метри и 36 центиметри, што минуваат покрај подземните возови на аеродромот, кои не беа веднаш подготвени за употреба на отварањето на аеродромот, како што се гледа за време на обиколката на тунелите, обезбедени за Денвер Пост. Целата водоводна и електрична инфраструктура се чини дека завршува на најниското ниво на подземната област. Криењето на нешто друго под него би било инженерски подвиг на исто ниво. Понатаму со текот на годините беа направени мали лични допири, рече Монтгомери за тунелите, покажувајќи ја рачно нацртаната слика на вонземјанин, како и дефинитивно графити со невонземска тема, како насмеани лица. Додека возел електрична количка под конкурсот Б, автоматизираниот систем за багаж всушност се криеше во различни капацитети, главно од United Airlines до 2010 година. Има одредена мистичност во се што не можете да видите, рече Монтгомери.
за подземниот простор од 470.000 квадратни метри. Факт е дека ќе ми требаат 3 дена да ви го покажам целиот објект и да ви покажам се овде доле. Нацистички писти, оддалечени локации, теоријата, локацијата на Дија од 40 км, 23 метри и 36 сантиметри од центарот на Денвер, конфигурацијата на пистата во облик на свастика и разните едва искриени символи на нацизмот или фашизмот навестуваат голем број на злобни заговори, велат теоретичарите. Исто така се вели дека тунел ја поврзува Дија со Норад, која е во должина од 160 км и 934 метри на југ во близина на Колорадо Спрингс. Историјата. Нацистичките теории за заговор се меѓу најпопуларните на интернет во последниве 2 децении и покрај неодамнешните заговори, представниците на Дија избегнуваат директно да им се обратат, што некои го гледаат како знак за нивната важност. Имаме некаква тема која не сакавме само да ја избегнеме или да ја третираме многу лесно, рече Кауфман од Дија, како одговор на прашањето за тоа што го направи пресекот за изложбата во октомври во главниот терминал. Некои работи вреди да се разоткријат, другите не. Факти. Внимателниот поглед на воздушната фотографија во облик на свастика во најдобар случај открива груткаста и главно интерпретативна свастика. Ротирачкиот дизајн во облик на вентилатор возможува оптимално полетување во и против ветрот од различни правци, во зависност од временските услови и сообраќајните шеми. Дополнително, тунел долг 144 км, 841 метар од оддалечената локација на Дија до Норад се чини многу неверојатен и штедлив, со оглед на тоа што најдолгиот подземен тунел во светот е на швајцарските Алпи, базниот тунел Готард, кој е помалку од половина од таа должина, 56 км и 327 метри, и траеше повеќе од една деценија за искупување и изградба. Заклучок. Заговорите создаваат драма и возбуда, дозволувајќи им на теоретичарите појасно да ги дефинираат и обично ги зајакнуваат нивните постојачки верувања. Тие се чувствуваат живи, адренализирани и правени, но покомплексно објаснување на нештата со сивата зона може да биде најголемата непризнаена закана за оние кои имаат удел да се дефинираат себеси против системите што не ги разбираат или не сакаат целосно да ги разберат. Аеродромот содржи штаб на илуминати. Уметничкото дело со гаргули содржи податоци за апокалипсата. Војникот со маска и белата птица на сликата. Војникот сугерира на тоа како со сила се заплашуваат луѓето, а птицата сугерира на милост, добрина и убавина, која Господ ја користи за добри дела, а на сликата се гледа како војникот со сабја замавнува по птицата и ја брка